За само 3 дена славниот холивудски режисер Алфред Хичкок од Кавадарци се пресели во Скопје. По надпреварот Тиквеш Вардар, еве повторно со Вардар овој пат на арената Тодор Проевски, Вардар Силекс, повторно режија, повторно фудбалски возбудувања, повторно недоумици, повторно менување судиски одлуки, повторно фудбалска драма, повторно поништен гол, па признан гол и така натаму и така натаму. Се чини дека фудбалските стручњаци во Фудбалската федерација повторно ќе треба да ги отвараат правилата и прописите децидно да читаат, па мислам дека дури ни овој фудбалски речник на ФИФА нема да може да им помогне да дешифрираат што точно се случи овој пат. А што се случи? 90 плюс 3 минути по еден мини фудбалски карамбол во 16-тикот на Вардар, каде што топката се одби од Мишковски, од Ѓурич и од Ќосик, не сакајки во најдобра намера да се расчисти ситуацијата, а по претходен удар на фудбалерите на Силекс, топката се одби и дојде до Додев, кој беше осамен и во очигледна офсет ситуација, ако се гледа самата позиција на Додев, без да анализираме како топката стигна до него. И во една таква изгледна ситуација Гачевски беше немоќен, Додев со ризантен удар постигна гол и Силекс победе со 1:0. Интересно е што во тој момент, во моментот кога Додев се подготвуваше да шутира, да не речеме дека топката влегуваше во мрежата, помошниот судија Ристо Ѓоргиев од Штип го крена своето знаменце и децидно сигнализираше офсет ситуација. Димитар Пилешков не се двумеше и ја прифати одлуката на својот прв соработник и свирна, го поништи голот на Силекс. Во таква ситуација дојде до навистина жестока реакција од фудбалерите на Силекс, кои навалија врз главниот судија Пилешков и се обидуваа да го натераат да се консултира, да размисли или можеби и од прва да ја смени одлуката, да види што навистина се случи во оваа акција, во овој карамбол и би рекол во оваа навистина режиска ситуација која тешко може некој да ја предвиди или не да може да ја повтори. Пилешков појде кон помошниот судија Ристо Ѓоргиев. Тука имаше еден букет на играчи од двете екипи. Крвта зовре кај фудбалерите на двата тима, секако бодовите беа важни, многу важен, драгоцен бод за Вардар. Силекс на хартија подобар фаворит, повисоко пласиран, ги бркаше трите бодови. Во таква ситуација Пилешков и Ѓоргиев разговараа, се консултираа, разменуваа мислење. Кој знае, само тие двајцата знаат и најверојатно во официјалните документи ќе излезе нивниот разговор за можеби минута и пол, колку што траеше таа консултација. Пилешков се сврте и покажа на центарот, односно ја преиначи и неговата одлука и одлуката на Ѓоргиев, односно го призна голот на Силекс. Во целата ова Хичкок ситуација останува отворен прашалникот дали при првиот удар на фудбалерите на Силекс упатен кон голот на Вардар, кога Доде веќе беше во некоја, ајде да кажеме, минимално опција ситуација, можеше да дојде до прекин играта. Но правилата велат дека помошните судии тогаш не реагираат, оставаат да продолжи акцијата, па дури и да падне гол, потоа сигнализираат, а дискреционо право е на главниот судија сето тоа да го врати и да донесе одлука. Во конкретниот случај, таа првична акција и упатениот удар не беше прекината. Рековме, имаше мини карамбол Мишковски, Ѓури, Ќосик, одбиена топка до Дарко Додев, кој со ризантен удар навистина ја закова во мрежата зад голот, зад грбот на Гачевски. Тоа е она што се случуваше на градскиот стадион. Вардар загуби од Силекс официјално со 1:0, а останува на сите судиски органи, тела и инстанции во Фудбалската федерација повторно да ги отвараат тефтерите, правилниците, да читаат и да го решаваат овој навистина, како и да се земе, спорен и дискутабилен случај.